И што ќе направам прво таму? Не знам бе брат, ќе направиш нешто валјда паметно. Внимание, зборуваат граѓаните. Дали ќе дочекаме да стапнеме на Марс? Па веќе сме стапнати на Марс. Да, добро. Не ние македонците, ама Да. има луѓе кои што се, но е сето тоа во тајност. Ние како обични луѓе, не. Ама Не? дека некој ќе стапне сигурно. Не, Не? Зошто? затоа што не знам, не верувам у Марс. Па мислам дека да, за скоро време тоа ќе биде да. Мислам да, 40 години. За 40 години би стапнале. Да, секако. Најверојатно не. Целата таа моментална фама околу Добро. тоа ќе одиме на Марс, вака така, најголем дел од време тоа е само пропаганда. Во суштина немаме никаква потврда дека имаме отидено на месечината, не па на Марс. Па мислам дека за многу брз. 10 години минимум. Па може би дочекале за некои десетина години, например. А кога би живееле на Марс? 50 до 100 години. 100 години? 3000 некоја година, не знам. На Марс има веќе населеност, Добро. од тие кои што имаат откриено. Првиот момент кога таму ќе допре ракија. Баш Добро. тогаш, таму се населиме кој ќе има ракија. Да Па се- за седенка едно друго, може има Лозија, таму така е, староседелци, може има. Дали со парите од колонизацијата на Марс треба да се зачисти да се оправи земјата? Што мислиш? Тоа да. Идеме по улица и си гледаме како тонеме и како тонеме во ѓубре и така си тонеме, нели? Да. А валјда ќе се најде некој паметен да ни го реши проблемот. Па не би било лошо. Така? Не би било лошо. Пред да се колонизира би требало да се зачисти. Треба прво да размислуваме за тука, па подосна за подалеку, например за Марс. Првично имаме нешто што е наше, тоа треба секогаш да се негува, а потоа да мислиме ние за некои интергалактички патувања. Мислам секако би било попаметно да го спасиме што имаме више. Да, Да, иако добро. најголемиот проблем тука не ни е само тоа, воопшто ни се лагите кои што ни се пласираат и сервираат. Треба да се поделат парите, пола за земјата, пола за Марс више таму која е населена. Треба и Добро. така. Кој ќе биде првиот македонец што ќе стапне на Марс? Може би ти. Јас, добро. И што ќе направам прво таму? Не знам бе брат, ќе направиш нешто валјда паметно. Мислам уште не го знаеме, Добро. дека уште како дете е. Игор Джамба. Игор Джамбаров. И мене ми текна на прва тоа да го кажам, не знам зашто. Па Никола Груевски, само да не е у Македонија, на Марс да е. Кој ќе биде? Го мислиш дека обичаш? Некој паметен. Првиот македонец на Марс. Да. Не знам, некој митичен. Некој најрендом, некое село близу Ресен со сонцето од Вергина на грб, така некој. Да се надоврзам на тоа прашање, дали мислиш дека ќе се пее бистер балкански на Марс? Ако има барем двајца македонци, да. Да. Сигурно. Да, Ако има македонец, да. Со нас македонците се е можно, ама се Така? надевам дека се надаваш дека? Апсолутно. Да. Првиот што ќе стапне кон неа запе зашо е отишол. А, да. Да, сигурно. Да. Добро. Охо, како не, бисер Марсовски ќе биде. на- Па и ќе се пее. Ќе се пее така? Да, пошто сме си македонци. Така е. Дали срешите се со астрономски цени затоа што се на Марс растени? Мислам да беа растени во Марс би било поевтино. Очигледно, ако се со такви цени, не јадам цреши се едно ми. Астрономски се цените, ама не се растени на Марс. Ја немам зборови. Сигурно возните се таа цена, а нашите не знам. ништо чудно со сумата која што имаат моментално, дури мислам дека треба малце повисока цена да стават. Можно е да се растени на Марс, не викам не. Тоа може 1400 од подалеку дена. да од Јупитер, не Да, да не па од ја Марс, што мислам е толку истото, да. скапо. Цената на трешите денес е 1400 денари кило. Машала тие на Јупитер да нарастат се подалеку негде дошле изгледа. Внимание, зборуваат граѓаните.